Малку по малку натежна есента. Презафатени од приготвување зимница, возрастните од зградите немаа многу време за губење. Но затоа децата во првите недели од учебната година добија слобода и простор што повеќе да играат на улица и по полјанката. Тогаш јас почнав се повеќе да размислувам за нив. Ги проучував карактерите на децата и на нивните родители, сите тие како да ми станаа роднини. Се чувствував како да сум член на нивните семејства. Те на едно, те на друго. И самиот не знаев каде припаѓам и чиј член сум. Нивните расправи и караници ме збунуваа. Едно време само што помислив дека важната и тетка Донка ќе живеат како родени сестри, директорката потпали нов оган. Да те прашам јас тебе. Кои се тие врагови? Кои врагови? Тие што ќе изгинат под љубовта на твојата другарке, моја другарке Мила. Тоа се фашисти, окупатори. Прави ме будала. Знам јас кои се тие фашисти. Свекорот и свекрвата, нели? Какви свекори и свекрва? Кога и ти самата знаеш дека фашистите се попасни од 1000 свекрви заедно. Кого ти на раце ќе носиш 3 дена? Не јас, мамо. Партизаните ја носеле 3 дена на раце. Бре. Партизаните ја носеле, а ти се најде да се влюбиш во неа. И тоа во која? Јас на вистина не те разбирам. Не прави се недоветен. Знаеш која? Буба. Буба на важната. Директорката ве слушала кога сте зборувале под нејзиниот прозорец. Сега сите знаат. Жив срам ми изеде надвор. Јас тоа ќе го кажам и на училиште. Уште таму кажи го и работата ќе биде токму. Ќе го кажам и ти кога ќе бидеш таму, на свечената родителско-учителска средба. Нозете да си ги искршам ако дојдам таму. И тој срам да го голтам. Не, мамо, нема да те срамам. Многу убаво ја знам песната, напамет. Таа песна ја знаат сите, ја знам и јас. А ти, синко мој, ќе ја пееш тогаш кога ќе дојде време за тоа, а не сега. Но, учителката така ми нареди. Браво бе, себе научи, уште само тоа недостасуваше и уште ви наредуваат. Учителката мама ме знае и таа ми рече: Раде, верувам во твоите сили. А и песната е убава, а и вчера кога ја кажував пред Буба, воопшто не сгрешив. Како вода ја знаев. Еве, слушај. Очи од Ацо Шопов. 3 дена на раце те носевме збрана... Чекај. Па тоа е песна? Да, ти се допаѓа? Ах, таа проклета директорка, таа Аспида. Па таа се грешно разбрала. Сега ми е јасно. Раде, сине, тоа е таа песна од читанката. Од Ацо Шопов. Сине на мајка, стани. Стани. Така, намести се. Така. Не. Качи се на столот. Така. Исправи се. И сега да ја чујам целата. Може. Очи од Ацо Шопов. 3 дена на раце те носевме збрана, со тага и болка во погледот срчен и секоја капка од твојата рана. Другарите беа и морни и гладни, со згорени грла и свиени плеки, со таа бол се впија во очите ладни, жалеа оти и кепнува веќе. 3 дена на раце те носевме збрана, со тага и болка во погледот срчен и секоја капка од твојата рана, ко крвава жар ми капеше в срце.
Браво. Браво, сине мајкино, браво. Дојди. Дојди, дојди, дојди. 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 Мамо! Сине, држ ме, раде сине. Мамо, да не суди. Не, сега ќе стана. Ај. Кој сега мене дара се ке ме носи избрана? Па јас. Ти сум рекла да биде се на свој место, никој не ме слуша. Буба, сине, што имаш ти со тој Раде? Слушај, мајкина, мислам дека не е во ред некој да те носи на раце. Па ти си се уште малечка чедо за тие работи. Зашто зборуваш, мамо? Не те разбирам. А Раде го разбираш, нели? Што ти зборувал тој тебе под прозорецот на директорката? Таа јасно чула дека рекол 3 дена ќе те носел на раце. Слушај, сине, ај објасни ми како го мислел тој тоа. Ама, мамо, тоа на раце е една од учебникот. На раце, а? Па тој не знае што значи да се носи жена на раце. Ќе капне. Носот не знае да си го избреше, тебе ќе те носи на раце. Абе, чедо, мајкино, малечка си за тие работи. Чувај се, чедо. Мене едно повречено. Слушај ти, немој да дрдориш многу. Јас, дрдорам. Како разговараш со мене со една директорка? Децата си кажувале песни, а ти само на тоа мислиш. Се на љубов заврте, нели? Ама јас ги слушнав. Ги слушнав. Ги слушнав. А си чула за песната Очи од Ацо Шопов? Е, не само што ги чув, ами и ги видов со своји собствени очи, а не со очите на тој твој, како што кажуваш. Многу знаеш. А и тоа е доста за една бивша директорка. Бивша. Па што? Очи! Очи! Од Ацо Шопов. Буба да игра фудбал. Неќам да играм фудбал. Ама како може Буба да игра фудбал? Може да игра. Не може. Може. Буба ќе биде нашиот 11 играч. Леле, како може таа да биде нашиот 11 играч кога со тоа челата ќе шутне кон нашиот гол, Раде, разбери? Буба е женско. Не може да игра. Ако не игра Буба, ни јас нема да играм. Нека пресуди судијата. Зошто го нема? До сега сигурно ќе се јавиш. Може би се оцелил. Може би спие. Додиме во подрумот. Не! Не сите. Раде, Ѓоре, ајде по мене. Вклучено е. Чудно. Никогаш не оставила вклучено. Пичко судија.
Чичко судија. Чичко судија. Нешто не сум добро. Малку сум болен. Чичко судија, јас ќе седам кај тебе и ќе ти помогнам. Сите ќе ти помагаме. Само немој од сега да ја заклучуваш вратата. Нешто си изнемоштив, ај. Гласот не ви го слушам. Да не станавте премногу добри во последно време, а? Чичко судија, како можеме да ти помогнеме? Ме весели да ве гледам крај прозорецот. Како викате, како си пеете. Тогаш знам дека сте секогаш до мене. Ете, пред малку ве слушнав како се карате. Да. Раде беше во право. Па и девојчето сака да игра, нели? Ете, гледате? Чичко судија, што те боли? Можеме да ти помогнеме. Ако треба да им кажеме и на нашите. Да, да им кажеме. Да им кажеме. Не, деца, не. Пред 2 ноќи сонив еден страшен сон и во сонот сум паднал долу. Како чувствувам како да имам и џумка на глава овде негде. И целата снага ме боли. Сонот беше толку страшен што не знам дали беше сон или беше јаве. Од каде си ти, Чичко судија? Тоа е долга приказна, деца мој. Јас некогаш на вистина бев судија, а сега веќе не сум. Со ова што ви го кажав сега како ништо да не сум ви кажал. Раскажете ни, Да Чичко чуеме, судија. да чуеме. Раскажете ни, што се случи? Деца мои, после 6 години за прв пат влегува човек кај мене. Јас од луѓето бегав, деца мои. Несреќа беше тоа. Голема несреќа. Мојата ќерка се викаше Јасна. Тоа се случи кога мојата ќерка се викаше Јасна. Имаше само 9 години. Јас бев судија во градот, а жена ми беше учителка. Живеевме добро, подобро. Една вечер решивме да додиме в кино.
Ја навечеравме, јасна е. Ја наполнивме печката со ќумур. И ја заклучивме. Па зошто ја заклучивте, дечко судија? Јасна. Јасна се плашеше и сакаше да ја заклучувам. Кога се вративме од кино и јасна ја најдовме чункот се откачил. Потоа доаѓа новинар, пишува. Жена ми полуде и после една недела почина ја зеде Господ. Сакав и јас да умрам. Не може. Кога ве гледам вас, како да е јасно со мен. Помина време, јас го напуштив градот и дојдов овде, бидејќи никој не ме познава. Имавме заштедено доста пари. Сакавме да направиме куќа. Сакавме наша куќа. Чичко судија, а јас немам татко. Не, тој има татко, но тој е в затвор бидејќи бил премногу добар. Не, чичко судија, јас немам никаков татко. Зар татко ти не е в затвор? Не, јас лажев. Немам татко. Никогаш не сум го ни видел. Тој ја оставил мама уште додека била бремена со мене. А то што се тепал? Туп, го измислив. Сега, одете си, мислам дека ми е многу подобро. Утре пак ќе дојдеме. Ако дојдете утре, тогаш ќе ви раскажам нешто весело од моето детство. Ајде сега дома, сите дома. Падна или положи? Положив. Знаев, убав на тетка Донка. Знаев дека си капацитет. Ти си капацитет, Стево. Да видам. Да видам.
Шестка? Ниедно дете не може да чува тајни. А и Раде беше дете. Имаше една голема тајна. Тој сакаше сите да ја дознаат, затоа и напиша: Јас ја сакам Буба. Но тоа предизвика голема забуна. Тоа јас веќе не беше само Раде, туку и Коле, и Жарко, и Конде, сите што потајно ја сака или си ја замислува, си ја посакува. Секој својата Буба. Не можем повеќе. Не мораш. Мамо, знаеш колку несреќен човек е судијата? Судија? Кој судија? Онај, во подребо на спортивната зграда. Некогаш бил познат, сила човек. Судија во градче. А денес? Во подрумските соби, синко мој, обично живеат несреќни луѓе. Ајде сега легнувај, утре треба рано да станеш. Мама, Молам. јас сакам судијата да ми биде татко. Џоре, сине. Џоре, сине. Јас никогаш до сега не сум ти кажала. Мамо, јас знам се. Оној човек може да ми биде татко. Влезете. Чичко судија, јас дојдов. Добро што си дошол. Барем ќе си поразговарам. Дојди. И? Мајка ми е болна. Па ми вели да излезам, да не седам само покрај неа. Јас ја послушав и еве дојдов. Добро. Ти како си? Добро. Кај тебе што има ново? Раде и Буба се сакаат. Опа, Буба. А, тоа е она златокоса со очила, нели? Да. Убаво девојче, убаво. Ех, колку се мали, а искрени. Чичко судија, и јас сакам едно девојче. Навистина? Па тоа е добро. Ма таа мене не ме сакам. Не знае дека јас ја сакам. Не можам да ја речам, јас немам нова облека. Детски работи. Чичко судија, и мама е убава, ама е чистачка и никој не ја сака. Мил мој, мајка ти има тебе, а ти си незиното богатство. Јас сум одличен ученик на училиште. Да имав татко, секогаш ќе му велеа: вашето дете учи, најодлично е. Но ете, немам татко и мојата учителка нема кому тоа да му го рече. Јас многу сакам вредни деца.
мојата малечка Јасна. Чичко судија, ме слушате ли, чичко судија? Утре имаме родителска средба. Таму ќе бидат сите ученици и родители. Јас ќе си одам. Ти пожелувам голем успех. Можете ли вие утре да дојдете на средбата наместо татко? Кој број барате? Не треба малечак. Сам ја знам кај треба да одам. Драги родители и драги ученици, добар ден. Еве, денеска сме по втор пат и ова е наша втора средба на овој состанок и можам со задоволство да констатирам дека успехот на учениците за овој период навистина е на повисоко ниво. Од децата сум релативно задоволна. Се разбира со некои повремени палавости, со нивните грижи, со нивните проблеми. Но затоа сме денеска тук. Ке разговараме токму и за тие проблеми, за тие грижи и палавости. А сега ќе ги прочитам имињата на учениците и на присутните родители кои се денеска тук. Никола Ангеловски. Тука. Мирче Доневски. Има. Ламбе Колевски. Мартин Манев и Марија Манев. Ѓоре Митревски. Се извинувам, малку задоцнив. Повелете, седнете.
За Ѓоре Митревски прашав. Има ли некој негов тука? Има. Јас. А? Многу ми убаво. Среќен сум, чичко судија. Секој заслужува помалку среќа. Добре дојдовте. Благодарам. Вашиот син е најодличен во оделението. Ви благодарам. Ви молам, повелете, седнете, професор. Мамо, овој не е професор, овој е чичкото судија. Оној за кој што ти зборував. Боже, че го имаш? И ке ти појде в затвор. Го немаш и оп ти паѓа од небо како порача. Не верувам во тоа дека е судја. Што една чистачка му го завртела паметот, ништо не. Чистачка? А што мислите, луѓе Божи, што е подобро? Еднаш бивша директорка или секогаш чистачка? Замолчи, слушнавте ли? Што? Слушнавте ли дека го примиле за судија во окружниот суд? Згора на тоа добил решение да се всели во трособниот стан на бившиот фудбалер Савески. Се помня со пари, со копа имате? Ми се чини дека постои правна можност да се ревидира процесот. Јас ќе го земам предметот. Има шанса да го пуштат пандо мој? Ќе видиме. Мислам дека има. Да си ми жив и здрав, судио. Да ти се живи Марта и Ѓоре. Епа, деца, нека му е среќен роден денот на Ѓоре. Ајде, голем дан. Торта! Ajde se naduvaj.
Што е тетка Донке? Стево, синко. Дојде време да се разделиме. И зашто, тетка Донке? Што сум ти изгрешила? Утрово нацепив дрва, купив леп, гишти си в чевлите, чистев през града. Не, Стево, не. Ти си арно, вредно момче, убаво момче. Ама си доаѓа Пандо мој. Чичко Пандо? Кога доаѓа? Утре попладне. На второто судење излезе дека тие околу него крадели и го терали Пандота. Затоа го пушти од затвор. Еј, и сега што да правам? Не грижи се. Тетка Донка се погрижи за се. Ти најдов соба во Дебарска улица малку погоре од тука. Сега, газдарицата не е како мене, ама ќе се припитомиш. Сега ли да си одам, тетка Донке? Па дури и мајка ми се навикна на тебе. Ке си доаѓаш ти овде пак како во своја куќа. Каде живееш? Горе, кај фризерот за дами има едно жолто кукиче. Ти одиш во Дуњата? Така го викаме тоа кукиче. Таму. Газдарицата ја викаат доста. Доста? Да. Сите студенти бегаат по некој месец седење. Не може да ја понесат. Полоша е од Донка? Тетка Донка е цвеќе спрема неа. Здраво. Така се роди содржината на мојата книга, која намерно ја нареков Големи и мали, бидејќи најправедно им давам место и на младите и на старите, а кои сепак неправедно ги поделуваме на големи и мали. Неправедно бидејќи многу големи од улицата воопшто не се големи, а меѓу малите навистина открив големи луѓе.